центар шутеви, Данев и тука во 16-сетникот. Опасна ситуација, 1-0 за гостинскиот тим. Дали Матич таму одигра? Мислав Матич 0:1, 52 минута од надпреворот. И екипата на Вардар доаѓа до предност и тоа пред своите навивачи таму можат и да прослават вака заедно, затоа што само тој дел на градскиот стадион во Тиквеш, во Кавадарци им припаѓа на нафрена топка е повторно можност и 2:0 за гостите. Повторно слична ситуација, повторно таму скок на висока беше уште еднаш Матич и се радува Мато на вториот погодок на екипата на Вардар. Шок на стадионот во Кавадарци, точно средина од второто полувреме, откако не успеа Ивановски на спротивната страна го погоди по блискиот дирек и сега двојна радост и удвоена е предноста на Вардарци. 1-1 во Скопје. Сега како член на Вардарци за сега од клупата, меѓутоа имаат квалитетен тим. Сега Ивановски имаат можност да организираат опасна акција. Го Ивановски постигнува гол 92-та минута или втора од судиското на дополнување. Ако некој заслужи, тоа е токму тој. Една бомба на Ивановски кој што претходно погоди статива, имаше 3-4 можности во првото полувреме и можеби ова да биде некаков сигнал дека Тиквеш откако веќе го скрши мразот. Македонскиот фудбалски интернационалец, уште еднаш Авдули. Топка кон Таипи, Олатун Босун ке шутира одавде 1-0. Арсини сосема заслужено води во 42-та минута од надпреварот. Со победот на Олатун Босун се знаеше овде дека ке распали, го најави тоа претходно во две шанси, еве го нигериецот стрела, негов прв гол во македонскиот фудбал, прв гол во прволигашката конкуренција и Арсини сосема заслужено победува против Струга 3-0 со 1-0, велам сосема заслужено затоа што Жаржуе. Мици. Папе фаул, добра топка, Радески 1-1. 69-та минута од надпреварот. Супер гол на Маријан Радески. Еве во првата шанса за Струга 3-0 во ова второ полувреме. Ете го тоа искуство на Радески, неговата 15-та сезона во првата фудбалска лига. Со настап во 11 октомври во Металург. Шабан Зенку чека исто така можност да се најде на теренот. Тој е млад фудбалер, но еве го Компаоре, шанса за него и 2-1. 72 минута на преврат. Ете го тоа искуство, тој квалитет на екипата на Струга 3-0, македонскиот првак од 2023 и 24 гол за Басиру Компаоре, втор погодок за него во првата македонска фудбалска лига и сега се изедначува со Вардаровиот фудбалер Димитар Данев кој даде 2 гола. Колумбиецот делуваше ова дека може да биде поопасно, стои во врати назад, продолжува ова темпо со кратки проигрување на Македонија. Ѓорче Петров, па грешка, Крастичи низ средината и 1-0. Победува екипата на Шкендија преку Адеми. 22 годишниот напаѓач го отвара резултатот во воведните 10 минути во Македонија. Ѓорче Петров и му носи предност на својот тим од 1-0. Ова е опомена, ова е проблем за Ѓорче Петровци. Прв овосезонски гол за Фитон Адеми во првата македонска фудбалска лига. Брзите голови кои што ги прими од 16-та до 35-та минута ја деморализира екипата на актуелниот првак на Македонија. Тука ќе има фаул, а може би и жолт картон. Да видиме. Ајде уште еднаш. Отиде нова топка со тело, директно црвен. Хозе Кабаракас
Според Александар Груевски заработил фаул, одработил фаул за да добие директен црвен картон. Клучен елемент, сегмент во организацијата на акциите на Шкендија. Пенал. Во стартот на Алекса Јовановиќ, во видот да ја расчисти опасноста пред противничкиот гол, жолт картон за дефанзивецот на Македонија Ѓорче Петров. Ајде да видиме. Шанса за прв негов гол во адресот на Шкендија. Реализира Красничи и доаѓа екипата на Шкендија до предност од 2:0. Фаулот го направи Јовановиќ. Топка низ средината за Ибраими. Убаво проигрување за Тамба, можност за 3:0 и Шкендија е уверлива. Шкендија е пред победа. Шкендија е пред освојување на трите бода. 68-та минута влегува во записникот. Тамба постигнува гол. Асистенте неговиот пети гол во адресот на Шкендија ова лето. Каков продор на Абдула. Обид на Глишич на празен гол. Гол за Македонија Ѓорче Петров. 92 минута. За малку радост на домашната публика. Намалува Македонија Ѓорче Петров на 3:1, но ова е прв гол за Дарко Глишич по ангажманот тука. Се заканија во името на работнички, личи на Иса во 19-та и 32-та за Башкими. Втор корнер, добар центар шут, еве шанса и 1:0. Тоа треба да е личина. Води Башкими, 35-та минута. Личина. Вие ги гледате навивачите на Башкими на јужната трибина, на арената Тодор Проецки во Скопје, со право се радуваат. Демири. Едноставно импонира играта на Башкими, таа дисциплина и сега Џелили. 4:5, Џелили, одличен центар шут. Еве сега можности за 2:0. Ке има ли погодок? Фракција 2:0. Тоа е гол на Џелили. Се разбира и задоволство кај навивачите на Башкими. 78-ма, 9-та минута. На одлуката на Ѓорѓиев. Еве сега шанса за Пелистер, голема прилика, Булатовиќ и да видиме само корнер или што покажува сега Ѓорѓиев. Пенал за Пелистер. Пенал за Пелистер. Пенал за Пелистер, таму Ристовски беше во оваа ситуација најблиску. Да, капитенот на Пелистер, Ивановски и измамен голманот Вргов. Пелистер води во Струмица од пенал. 58 минута. Заслужено, Ивановски имаше и првата шанса во второто полувреме, меѓутоа ова од пенал ја користи максимално. Назад вратена уште еднаш за Белич. Диагонал убава за Белич, па потоа Ристовски оди на
Ивановски, Ристовски, добар потек, една финта да видиме назад, сепак вратена топката кон Наумовски. Еве го Наумовски, малку посмета таму судијата Ѓорѓев, убаво уфрлање и голема одбрана на Вргов, ама Бошковски од втор вид. Десниот бек на Пелистерци погодува 73-та минута. Пелистер води со 2:0 и можеби, реков можеби, става точка на овој надпревар. Заслужено. Бошковски добар центаршут, не ја проценија баш најдобро оваа топка, оваа ситуација. Фудбалерите на Брера и казнува конечно задоволен Капинковски на Пелистера. Тоа се случило на 11 април, точно 2018. Ето, тоа е последната победа на Пелистер, без разлика да е во првенството или во купот. Меѓутоа прекрасен поголок сега. Каква бомба! Торпедо на Антовски. 2:1. Сега станува интересно. Реков дека е ова фудбал и дека ништо не смееме да преудицираме. 77 минута. Каков погодок на Антовски. Каков удар. Како торпедо одеше оваа топка. Беше на гол линијата, закопан, се обиде Јовчевски да направи нешто повеќе. Меѓутоа ова беше оние фудбалери кои што се сега во Фудбалската федерација на Македонија и кои што се борат за што подобар рейтинг на македонскиот фудбал. Травали сега беше во една ситуација кога буквално одиде храбро. Црвен картон сепак за Здравковиќ.